Благодарам, председателе. Почитувана колешке, кажувавте вие во 2004 колку има иселено. Еве и јас можам да покажам колку и кога и каде има најмногу иселени. Во однос на фирмите нема да повторувам, бидејќи пред неколку часа кажам. Во однос на оцелувањето велите дека во вашиот крај луѓето почнале да се враќат. Во мојот крај, од каде што доаѓам, не е така. Меѓутоа, и вие и јас живееме во Република Македонија. Во Радовиш, масовно иселување на млади и на цели семејства. Посебно во населба Куклевица во градот, убаво изградени модерни куќи, двоспратни, троспратни, но за жал со катанец на врата. Радовиш е град на пензионери. 3850 пензионери. Нека ни се живи и здрави и секоја почит и респект према нив. Бидејќи многу од нив со нивните пензии прехрануват, помагат многу нивни семејства. И половината бројка од овие пензионери имаат синови и ќерки, внуци иселено преку океанските земји за да најдат работа и да екзистираат. Слична е состојбата и во населените места во општина Радовиш. Ќе спомнам само дел од нив. Во село Ињево, во една моја неодамнешна посета, жителите на Ињево се пожалија дека ретко се во Ињево да се сретне млад човек. Меѓу другото се пофалија и дека имат изградено детско катче. Убаво е тоа што е изградено, го признаваме, но велат не сме среќни. Дечињата не се тука. Кој ќе игра во тоа детско катче? По се изгледа ние пензионерите, возрастните, ќе седеме на клупите во детското катче, ќе го наблюдуваме, но со мислите и со тага во душата ќе бидеме кон нашите најблиски кои што се далеко од нас. Меѓу другото, почитувани колеги, ми поставија и прашање: што е тоа што го прави човек среќен кога се буди наутро? Дадовме најразлични одговори, но одговорот не беше точен. Граѓанинот рече: јас бев среќен кога наутро се будев и околу мене доаѓаа моите внучиња, моите синови и ќерки. Тогаш бев среќен, а не сега со реткост и со солзи на очите и со тага во душата да ги гледам на интернет.